Почитувани гледачи, добар ден. Дојдовте уште едно издание на Политико. Моето име е Саши Ивановски. Оваа емисија ќе биде многу интересна, бидејќи имаме интересен гостин. Јас веќе подолго време го најавувам. Тоа е градоначалникот на општина Карпош, господин Стрче Екимовски. Господин Екимовски, благодарам што дојдовте во мојата емисија. Драго ми е што сум ваш гостин. Наистина е одлично што дојдовте, бидејќи ми кажате дека сте гледале дел од моите емисии, а сепак дојдовте, значи спремен сте за убава дебата. Вие во исто време сте и... Јас немам од што да бегам. Секогаш што сум правил, што сум кажал, стојам, освен за една работа, за се друго стојам. Која е таа работа? Па, она со мечките. Жал вие што ја кажете таа работа? Па да, беше извадена од контекст, превртена и така натаму. Јас по дефолт, да речеме, и татко ми е работник, сите мои чичковци се работници и така натаму. Јас во никој случај нити мислам, нити е мојот ген таков и така натаму да го подседнам работникот, значи тоа е единствена работа, за тоа не стојам. Секој што работи греши, вие работите јавна функција и нормално е некој да се сгреши. Па знаете, тоа беше такво време, каде што нас министрите не чека на отстрел. Значи, секој збор се чекаше да се најде закачка, да се најде замерка. Овие сега министри на Груевски уживаат, нити се критикувани, нити се бара закачка во било каква нивна изјава или така натаму и така натаму. Во Америка е многу нормално кога некој политичар ќе сгреши да се извини на јавноста. Па може би ова беше некој вид на извинување вашата јавноста за таа изјава? Па јас и тогаш го кажав истото, дека целата реченица е испревртена, дека јас не стојам, дека моите размислувања апсолутно не се такви, туку напротив сосема нешто обратно. Тоа го покаже и законот за работни односи, дека во тој закон направивме баланс измеѓу она што значи потреба да се води бизнис, потреба од профит на газдите и она што значи заштита на работниците, затоа што во тие односи меѓу капиталот и работникот, секако дека капиталот е посилен и ние сме тие што треба да го заштитиме работникот. Да видиме како сте го заштитили работникот. Јас пред мене имам книгата која што е изработена од Сдруженијето Ленка, која што се вика Обезвреднување на трудот. Гости ми беше еден од членовите на Ленка, професор Здравко Савевски, и внатре пишува како СДСМ ги намалил работничките права, а има и секција како ВМРО ги намалил работничките права. Кога ќе биде гостин некој од ВМРО да помине, јас тоа ќе го поставам на нив, сега сте ми вие гости. Јас ви гарантирам дека намалувањата на правата што се направени во време на СДСМ се минорни во однос на тоа што сега го направи ВМРО да помине, но во исто време кога некој зборува за намалување на права, исто така треба да зборува и за зголемување на правата што беа со тој закон за работа. Ајде ги видиме тие прво намалувањата, па после вие ќе ми кажете за зголемувањата. Значи во 2005 година въведување е можност за забрана за действување на синдикатите. Потоа, значително е оттежнато остварувањето на правото на штрајк. Значи, организатор може да даде само синдикат, можност за отказ за време на штрајк, исто така сте возможиле, можност за судска забрана за штрајк и така натаму. Потоа, исто така сте ги намалиле и оние средства кои што се издвојуваат за вработување на инвалиди. Сте укинале можност за жалба по престанок на договор за вработување при отворање на стечајна постапка и сте укинале право на основање на совет на вработените и учеството на представници на вработените во управниот одбор на јавното предпријатие. Но знаете што, господин Екимовски, јас всушност не ви се многу лутам поради овие укинувања. Многу набројавте тука, може да почнеме уште од почеток, нема проблем. Знаете што, јас на некој начин и ве разбирам вас, вие сте пак кога бевте министер, бевте либерал. Либералната теорија е дека сте пак... Јас стојам, знаете што, законот што го направив јас заедно со тимот од Министерството за труд и социјална политика од страна на експертите на Светска банка, а еден од експертите беше бив поранешниот министер за труд и социјална политика на Литванија, кој беше 3 мандата министер за труд и социјална политика, беше оценет како најдобар закон за работни односи во цела југоисточна Европа. Значи, ние, покрај тоа што менувавме работи кои што се битни и добри за нас, менувавме и работи кои што беа согласно европските директиви и
потребите од тоа да македонското работно законодавство се приближи кон европското законодавство. Кога зборуваме ние за приближување кон Европа, сигурно видите дека Шекеринска не била таа која што само она не однала до Европа, туку обврските што сме ги имали ние сите како министри внатре, нашите задачи што биле кај мене за работното законодавство, второ пензиските реформи, трето како министер за економија, значи законот за трговски друштва, закон за трговија, закон за туризам и гостителство, закон за заштита на потрошувачи, тоа се битни закони кои што исто така беа многу битни за нашето приближување кон Европската унија. Значи законот за трговски друштва има 728 члена. И тоа е носен во две фази. Овој закон што го донесе Милија Некиевски за легализација на Тивоград би од 23 члена, може да замислите законот за трговски друштва кој што јас го носе во две фази, колку има тежина, и тоа е устав за деловното работење во било која земја. И сите тие закони има одлична критика од страна на тие што со таа проблематика се бават и тие што не надгледуваат. И не случајно на 17 декември 2005 година Македонија доби статус кандидат како резултат на сите тие придвижувања што ги направивме во тоа време. А кога ќе одите на избори, господине Некимовски, кој ве гласа народот, чии права сте ги укинали и тие од Европска унија? Ќе дојдат ли политичари кои што ќе мислат на државата, а нема да мислат само на гласовите? Што мислите, што најбитни се гласовите што ќе се добијат или најбитно е каде ќе оди државата и какво утре сите ние ќе имаме? Според мене најважно е дали граѓаните се среќни или не. А вие ако им ги укинете нивните права, ако и понатаму удрите по нив. Јас не гледам тука кое право е укинато. Правото, значи обврската не можете вие да направите да било кога да се крене штрајк. Значи целта на измените во тој закон беше да се даде поголем акцент на преговарањето, а не на штрајковите. Тие штрајкови во времето од 92 до 2000 до 2002 година никаква среќа не им донесува на фирмите. Сите фирми каде што имаш огромни штрајкови сите испропагаа. Значи акцент се става на преговарањето, а не на штрајкувањето. Значи штрајкот е последната опција за разрешување на некој проблем, а не да биде прва опција. Дали ме разбирате? Значи, затоа беа ставени тие заштити за да работниците, значи синдикатот и работодавачот преговараат. И кога ќе се исцрпат сите можности за преговори, тогаш се стапува штрајк. Веројатно ќе се сложите со мене. Дека штрајкот не може да биде прво решение. Тој мора да биде последно решение во разрешување на. Јас се разбирам вашиот концепт на размислување, бидејќи вие долги години бевте либерал. Дали сте уште сте либерал? Јас сум денеска социјалдемократ. Како одлучивте од преку ноќ да станете од либерал во социјалдемократ? Па не сум одлучил јас преку ноќ. Јас со Социјалдемократскиот сојуз соработувам од 2000 година и тоа изворедно добро соработувам. Секогаш сум бил поддржуван од нивна страна, стоеле зад моите проекти. Кога бев во влада, јас имав 3 премиери од Социјалдемократ. Добро, Хари Костов не е со партиска книжка, меѓутоа ниту еден од нив не ми правил пречки во моите проекти, туку напротив сум имал поддршка, така да. Бевте либерал или не бевте либерал тогаш? Либерал-демократ. Бевте? Да. А сега сте социјалдемократ? Да, социјалдемократ. Како е може такава драстична промена на политичките идеологии? Мислам не можам да разберам. Либералите се тотално на спротивен спектар од тоа кај што се социјалдемократите. Не како може спротивен. Либералите се центристичка партија, социјалдемократските се лево центарот. Како може еден либерал кој што се стреми кон заштита на капиталот, кон капитални пазарни вредности, нешто што е спротивно од тоа што е левица, сега да биде левичар? Народски кажано, како може волкот да стане шарпланинец и да го чува стадот? Не. Погрешна ви е тезата. Таа влада беше влада на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, доминантен беше Социјалдемократскиот сојуз. И ние, ако гледате и во законот за работни односи, ние направивме голем прогрес токму и во заштита на правата на работникот. Не само да се штити капиталот, ние мора да сватиме дека ако тој што го има капиталот не одлучи да ризикува, не одлучи да вложи, не одлучи да својот имот го стави под хипотека, не најде пазари, не организира добро работата, не се бори со конкуренцијата успешно, како работникот, каде ќе може да работи? И ние сите мора да сватиме дека сега е веќе капиталистичко општество, дека за среќа тоа е законот кој што направи вистински прелаз од